Дикција или јасно говорење. Збор кој што означува начин и стил на формален и неформален говор, како и соодветен избор на зборови при обраќање. Но кое е значењето на дикцијата во контекст на пеењето? Па, мислам дека си го знаете редот. Шпица? Многу пејачи ја поистоветуваат дикцијата со способноста за литературен или сленговски изговор на зборови и фрази во духот на еден јазик, кој што е застапен во одредена песна или дело. Всушност, станува збор за механичко позиционирање при изговарање на самогласките и согласките додека пееме. Малкумина знаат дека правилниот изговор е тесно поврзан со интонацијата и позицијата на пеење, го олеснува пеењето и допринесува за поголемо резонирање на гласот. Освен тоа, јасната дикција го подобрува квалитетот на изразување и пренесување на порака. Самогласките се самостојни ентитети, чија што позиција на изговарање се наоѓа кон грлото, поточно би рекла дека лепдат над грло, и тие го представуваат столбот на пеењето. Согласките се малку покомплицирани поради фактот што нивниот изговор е диктиран од повеќе компоненти, како поставката на уста, јазикот и протокот на воздух кој што го употребуваме. Согласките се зависни од самогласките, се изговараат едно по друго и најчесто си влијаат едни врз други. Лош изговор на согласките често знае да предизвика пад на позицијата на пеење и да допринесе самогласките, односно вокалите, да се испеани на грло. Ваквата компликација предизвикува поголема борба на ларингсот за да се извлече саканиот тон, како и тегоба при пеење поради стегање на грлото. Експлозивното или со помал интензитет изговарање на согласките како б, п, к, за разлика од б, п, к, помага за извлекување на тонот од грло и враќање на поставката на пеење. Вежбање на изговор држејќи моливче во уста. Додека говорите или пеете со моливче во уста, потребно е да се фокусирате на што поголема јасност при изговарање на секој збор, односно тој што ве слуша да може да ве разбере што сакате да кажете. Фала многу, дечки, што ја проследивте и оваа епизода на Sing with Miha. Доколку имате било каков предлог за содржини поврзани со пеењето, ве молам исконтактирајте ме, пишете во коментари или пратете ми порака. Со задоволство ќе се потрудам да ви излезам во пресред. Чувајте се и се гледаме наскоро.